Утринската продолжува на вистинско место. Сте, ако сакате да уживате со добра музика, драго ни е што на оваа адреса за прв пат пристигнува Кристина Стрезовска со една одлична подршка. Нејзиниот колега Зоран кој што ќе концертира за самиот старт. Јас мислам дека можеме со музика да започнеме. Може така да започнеме, може. Да ја направиме атмосферата така како да сме на некој интимен концерт заедно со. Што ќе биде првиот избор? Малце да се разбудиме во Чавалечки, може Калиопи, дали ме сакаш? Секогаш е добар избор Калиопи. Дали ме сакаш? Да, кажа. Така. Сум била секаде на светот и сум видела баш те. Искрелаш го како тебе нема никаде. А има само една звезда на небо, ти би сторил пе. Се што возможно ти правиш, право чудо е. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не толку важно ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се додека ме лажеш, сам си веруваш. Дали ме сакаш, парам-пам-пам-пам, и не е толку важно ти крај мене заспиваш. Дали ме сакаш, парам-пам-пам-пам, и не е толку важно ти утре да со мене и дочекуваш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се додека ме лажеш, сам си веруваш. Ние да се расонивме. Како расонување најдобри. Мислам дека ова е една од оние најпозитивни песни кои што ги има можеби и самата највесели. Калиопи. Мене ми омилена. Инаку само да споменеме, Зоран е само мал процент од целиот состав на Кристина и да, and the но band. сепак Зоки беше тука уште на почетокот кога почнав пред да се пријавам со IDJ шоу. Така што Тоа е голема Ке ни подршка. раскажеш искуството, ама најголем. имам едно друго прашање, бидејќи е одбра Калиопи, велиш ми е омилена, со кои песни растевте, бидејќи вие сте така од помладата генерација. Освен Калиопи, ги слушавте оние Ивергрини мами и тато што ги слушале? Па ги Знаете? слушавме, да. Искрено јас мене од македонската естрада, мислам сите ги сакам, исто Тамара Тоевска ми е омилена, мислам стварно. Да, песните се феноменални. Значи Фантастична немам дискографија. збор, стварно немам збор. Тамара Тоевска, Калиопи, Каролина, сите. Сите. Да. Тоше. Меѓутоа, Нормално. одлична таа нова генерација и на нови кои што се раѓаат како вас. Да. И знаете, пред некој период кога со Цеци имавме дузина музичари, сега не знам кои се ни дојде, меѓутоа говоревме за концептот на музички талент шоу, дека се промени, можеби стана некаква своевидна еволуција на каков начин денеска се избираат таленти и така натаму. Меѓутоа, IDG шоу, јас искрено е благодарение тебе, можеби што некој кој што се појави изминатите години го запознав и е фин концептот. Практично Дарко Димитров е дел од жири комисијата кој што имаше прилика тогаш во некој далечно минато, некаде на почетокот на новиот милениум да го создаде и М2 шоу. Така што ги знаеме од прилика дека овие баш платформи каде што се мапираат таленти се идеални и за семено уживање, за да се даде таа целокупна подршка и така натаму. Да се истакне Да се истакне, да. талентот Ама и спојување на нации, спојување на нации. Токму така. Какво искуство носиш, Кристина, таму? Како разбра за ова шоу, како се пријави, Искрено- до каде стигна? Да, значи јас пеам уште како мала. Музиката секогаш ме представувала голема страст. Сум имала голема љубов кон музиката. Имам удавно учествувано на Поточини очиња и така развив една голема љубов која што понатака таа љубов се зголема во една поголема љубов каде што сакав да се занимавам на музичката сцена и посетував и часови пеење кај Андријана Јаневска, кај Силви Бенд, голем поздрав до нив, кој што ми помогна многу и ме научија на многу работи.
И со тек на време, како што кажав, таа љубов се зголеми и јас видов IDJ моето друштво посекако, значи уште од прва сезона ме убедува да се пријавам, но никако да се пријавам. Станува збор за прилично популарно шоу, ако не Да, се лажам, на прилично, Балканот. реално на Балканот е доста Така? доста познато шоу. Сега не знам о возраст од колку до колку отприлика Па оваа кои се година имаше критериумите, помали можеби, за кандидати, каде што победник Павле беше 16 години. И Наш македонец? Не, србин. Аха. Да, он победи, а претходните години било од 18 до 24-5 и така натака. Искрено ви кажам, многу убаво искуство имав на IDJ, се запознав со едни прекрасни луѓе, научив од професионалци. Веројатно хоризонтите се отворија, вратите се отворија, така Токму да така. не е музиката само тука во Македонија, туку Токму така. Да. Дарко беше оној кој што беше мојот ментор, кој што ми помогна да направам мојата прва песна, компонирана од страна на него и од Игор Џамбазов. И тоа не е каков лоша тандем, екипа. Кристина, за старту на кариера. Чекај, само претпоставам дека се уште не е промовирана песната или? Не, песната е Е промовирана? На Добро. шоуто. А на шоуто? на шоуто во финале. Затоа велам, не го знам, целосно е благодарение на тебе и некои други македонци, само Да. го знам како име, меѓутоа не знам каков е концептот, затоа што на времето е М2, нели се бира, да Не се речеме... подразбираше со своја песна да настапуваш. Не, Сега како иде, да некој речеме? маци- Иде шоуто така што се бориме дали да влеземе во финале, односно топ 12 финалисти Аха. од одреден број на кандидати, каде што во тие 12 финалисти сите од нас добиваме песна од страна на нашите Нова авторска, ментори. комплетна нова. Значи нова, сосема нова, да. Од страна на нашите автори и нивната екипа, нели, зависи со кои тие соработуваат. И јас сум презадоволна што Дарко беше мојот ментор, каде што беше огромна поддршка уште од самиот почеток. Кој е најдобриот совет што ти го даде Дарко, бидејќи Дарко поминал се и се што низ Македонија, Балканов, работи Да, и со тој најразлични работи- звезди? Не се откажува и никогаш. Тоа, и веројатно ќе го следиш до крајот. да се навистина. Значи, ми укажа многу работи каде што стварно сум му преблагодарна. Да. Каква ви е релацијата со работката, Зоран? Колку често заедно музицирате? Па ми Дали почнавме настапувате? Година и пол. Се запознавме случајно со Кика и почнавме тогаш барав ја за акустика да почнеме. Кика исто сакаше да почне со лајв свирки. И се споевме, почнаа кликна појдем да енергиите. кликне Веќе имате настапи енергијата. постојано? Сега Сега се вратив од IDJ пред 2 месеци, така да се спремаме со фул бенд за настапи за скоро време. Се надевам дека ќе се работи на повеќе проекти со Дарко и останати, така да ќе видиме. Сериозно, донесе добра промоција за твоето име? IDJ? Да, навистина донесе. И преубаво Конекции. искуство. Конекции, одлични конекции, предобри луѓе. Значи, има стварно преталентирани луѓе од кои што можеш да научиш. Каде што навистина ќе ти треба за понатака за во животот. Како не, ова е се само дел од твоите настапи. Да. Мене ми е многу драго што даде отчет на некои од овие македонски теми. Всушност Евровизиската на Тамара Праут, и можам да забележам, апропо еволуцијата на овие музички талент шоуа, некогаш и сега дека ова изгледа естетски, продукцијски многу Да, убаво, квалитетно. високо ниво. Да, баш визуелно шоу, како да гледаме некакво евровизиско шоу. Навистина се потрудија. И за мојот последен настап, навистина, мислам, сепак јас бев сама на сцената, изгледаше не како да изгледаше е... како да не си Многу воопшто сама. раскошно и се гледа дека целата естетика е баш така да се глорифицира секој музички талент. А инаку сакав да прашам колку мина 12 финалисти влегувате 12 така? финалисти, токму така. Значи да се ревидирам, станува збор за финалистка која што беше најдежи шоу, од колку вкупно кандидати? Па, од прилика 1500, не сум сигурна. Од цел Балкан. Па да. Кристина, веруваме дека твојата музичка кариера допрва доаѓа. Споменавме некои лајв свирки. Што најчесто се свири, се пее? Кој ви е репертоарот кој што претпоставам заеднички го креирате? Па, ексју песни, што денеска сите пеат по настапи, весели песни. И Македонската Македонска. музика. македонската музика Задолжителна. задолжителна, тоа е Каролина нема збор. Калиопи. Да. И па така некако Тамара. ќе се одјавиме. Да. Може уште една Инаку само да песна? прашам, авторска музика кога следна? Како? Да, секако. Да? Секако. Се работи на случајот? Се работи со Дарко. Голем поздрав за него. Значи ќе видува 2025 година. Одлично за сите оние кои што можеби пропуштија нешто од Кристина Стрезовска, појдете на каналот на IDJ да ги погледнат твоите настапи. Ти посакувам искрено и на благодарам. двајцата, меѓутоа и како индивидуи, да му дадете
зрак надеж секако на македонското музичко подиво, па ќе се збогуваме со уште една тема, мака некако да му дадеме Благодарам. Овој испраќање. пат ќе биде мојата песна. Ајде. А сакам да те прашам, да ја слушам официјално, бидејќи не Ја знаев оставивме за на крај. Одлично, супер. Значи ова е тема на Игор Џамбазов и Дарко Дарко Димитров. Димитров, токму Обојзата така. на И Христа. Роберт Бибилов. И свето тројство. Да, во поглед на Да, музиката. музиката. Листопи црни од снег, малите гревови во душава, ти ми ги стопли сите денови и ноги. Времето летна, годините стана часови, зошто те снема? Зошто барем не се јави? Врати ми се, ти фалам зар не? Врати ми се, знам фалам. Во истиот круг, истиот град, ангелски глас веза нас. Те губам, се губам, те љубам. Да, веројатно Знаеш како емотивно вака ми направи. Останали Секој че сте губам. Препоставам Токму дека така, се да. си изгуби фантастично. Марко. Не, сериозно, викам. Секоја чест. Да. Благодарам. Емотивно Миша Мара денеска, мора да Да, признам. многу убаво Значи. си поминавме со вас и со вашата музика и ве чекаме со новите песни повторно во студија. Подршка за Кристина, подршка И за за Зоран и македонската за музика и македонската новите музика. Ве надежи. чекаме со нова музика.